А сега следува нешто убаво, нешто што ќе се случува, претпоставувам, периодов или деновиве. Нашите гости се веќе на своето место, Горана Јовановска-Јуруковски од Скит Спона и Орце Ицковски од Полифонија. Шлагери во рамки на фестивалот Скопско лето. Искра? Да, ви благодарам. Да. Дека застана така. Не, ние повели да малку си слушнеме. се подзамоабитивме околу последната вест за македонското етно село. Се израдувавме дека повторно ќе се отвара, но ова е еден сега исто така убав настан за кој што ќе Исто и јас, искра да ти кажам, се израдував на таа вест. Да. Убаво место повторно за сите нас да си одиме во овие летни период, па и може и преку зима. Повелете да ве слушнеме. Ти благодарам, Ирена, да, добро утро, Горана и Орце и од мене. И двајцата сте овде со еден единствен повод, а тоа е да најавиме една убава шлагерска вечер, а со оглед на тоа што шлагерите се незаборавни, па очекуваме дека и оваа вечер ќе биде незаборавна, така? Токму така, да. Но прво би сакала малку збор-два за двајцата, културно се да ве запознам со гледачите. Ќе започнам од Горана, која што ни е родена во Белград, но веќе 11 години живе во Македонија и сега јас ќе се дрзнам да прашам како дојде до тоа Горана овде да живее. Добро утро на сите. Наравно, верувам дека сите ќе претпостават дека љубовта ме доведе тука. И ме задржа тука, што е најважно. И тоа охридска убава љубов. Аха, оправдано. Оправдано, бев ете така млада и се ми беше ново и убаво и до ден денес го сакам и тој Охрид. И му се радувам, така да немав кут и ето останав тука во Скопје, ама не се жалам за сега. Горана, инаку, според информациите што ги добив, е поранешна одбојкарка. Така е. Колку ви недостасува тој период од животот? Уште се занимавам со спорт. Ама со одбојка не, да, со одбојка секогаш ми е во срце. Заврши факултет за спорт, ама тука сум сега со пилатес инструктор часови. Да, тоа тело секогаш памти, нели, спорт, спортско срце останува за секогаш и бара то вежбање, така да ете и кога дојдов тука во Македонија, тоа ми беше нели услов да продолжам со вежбање. И изгора на тоа сте и планинарка? Така е, од родители планинари. Уствари, они беа, да кажем, донекле и кривци и кога слушна дека ќе се преселам во Македонија, Македонија е најубави врвови, ние освоивме сите, можеш, Македонија е преубава. Значи, не освоивте веќе. Така да, зелено светло родител не ли дава. И така е темата. Сега, поводот што сте ова утро овде, Горана, е тоа што сте дел од Спона, кој што е всушност и организатор на ова шлагерска вечер. Ајде малку за вовед што е Спона? Така е, Српски културно-информативни центар Спона. Јас сум дел веќе, ево, да кажеме, 2 години тамо. Дакле, тоа е културно-информативни центар. Ево сега по повод од 20 година на постојање, така е. Имаме разни работилници, настани, книжевни вечери. Сега сме баш со проекат Паралели и синтези, имавме и македонски аутори преведени на српскиот јазик, така исто и српски аутори преведени на македонски. Организираме разни книжевни вечери. На 1 јули ќе биде во Буква наредниот настан. Во склоп на сите тие убави книжевни вечери настани решивме да 20 година прославиме со овако еден убав концерт, да се вратиме нели во тие поранешни убави времиња со хитови кои уште траат. И јас како мала пораснав со тие хитови, еве сега имам таа можност во живо да доживеам то, да се вратим можеби у тој период и на моје детство. Дел од ова вечер секако е и оркестрот на Полифонија, односно уметнички центар Полифонија, така му дојде. Ајде малку повеќе Орце за Полифонија. Иако и вие постоите повеќе од 20 години, ве знае публиката, но сепак да се потсетиме. Така, уметничкиот центар Полифонија делува од 2003 година во културниот живот на Македонија, како акцент нели се младите уметници, македонската музика, македонските композитори, пред се класичната музика, но меѓутоа нели ги пратиме и трендовите, ги пратиме светските случувања и нормално делуваме како тука и во странство. Еве сега неодамна заврши нели фестивалот Вивалдијада, кој што успешно
го реализиравме во просторот Чифтама. Тоа е една платформа за млади уметници кои што го извоведуваат Вивалди и на вистина четвртото издание прогресираше со голем интерес и нормално искуство на младите уметници да застанат на сцената со оркестар, да го искусат на чувство на професионалност. И се радуваме на тој проект и го продолжуваме. Меѓутоа, овој проект Шлагерите, Евергрините, за прв пат го направивме в 22-ра со македонски Евергрини. Ова е второ издание кај што ги вклучуваме, Ексио, Шлагерите, во соработка со Спона, како организација која што делува во регионот на спојување на културните вредности помеѓу нашите две држави, и сметаме дека исто и овој проект како првиот ќе достигне голем интерес, што веќе и го приметуваме, а нормално во недела 22 пред уманата на платото. Да. Сега, Ворце, само пред да преминеме за самиот нас, да прашам, имате соработувано како полифонија со сите наши релевантни институции, но и со многу одстранство. Видов еден список, така доста долг, каде се имате настапувано, па еве да издвоиш некои од позначаните места. Да, во поскоро време имавме една турнеја во Италија, во повеќе градови, Латронико, Потенца, Рим, кај што презентиравме македонска музика со македонски уметници и на вистина беше многу успешна. Тоа е музика на нашиот познат композитор Давор Јордановски, во избедба на наш класичен, не секојдневен состав, и привлекува огромно внимание кај што ја пласираме нашата музика, а и нормално тоа е музика која што е традиционално обработена во современ стил. Исто така би посочил турнеји што ги имавме во Њујорк, Торонто, Австрија, Хрватска. Навистина огромна чест ни е кога нашата култура, нашата богатство кое што имаме, ќе го пласираме надвор. Сосема е во ред, ги прифаќаме сите странски, но задоволството кога нашата култура ќе се представи во странство е многу. Да. Ајде сега за неговото височество шлагерот. Прво нешто што ми текна, има ли некој што не сака шлагери? Предпоставувам дека не постои таков човек, но би сакала еве како, иако сите знаеме што е шлагер, како музичар да те запрашам кои се спецификите на овој жанр? Како би го дефинирал? Шлагерот е музика која што произлегува од градската култура, градското живење, како пред малку што зборувавме. Само зборувавме, не знам видачите. Да, тесна е врската дали шлагерот произлегува од културата на живењето или културата од шлагерот. Значи тоа е некако поврзано едно со друго, затоа што сите тие, како што спомна Горана, зошто е во Македонија љубовта, и сите оние случувања се искажуваат преку песната, а тоа е шлагерот и во најдобро светло се представува, и затоа е многу блиска до пошироката публика, и затоа сите како жанр го сакаат. Белград е исто така велеград со свој специфичен дух, мирис на живење, начин на живење. Колку во Белград се негува шлагерот? Па ево сега ових, да кажеме, неколико години покушавају и они да допринесу да се врате у тај неки културни, според ових свих, сега турбофолк, сепак сака да се врати тај дух и тоа што е вредни, што секогаш ќе останува, така да ние одиме сега пред нив, да кажеме, со овој настан, самим тим што ќе биде покрај Вардар, да отвориме и лето, да кажеме, да започнеме, да се запамти и тај почеток на лето со ова врста на музика, што мислим дека сите се зажелени пак да се врати тој стари дух, и затоа го и назвавме опуштено, културно, а пак урбано за сите. А што е она според вас што ги прави шлагерите безвременски? Според мене, мислам дека се пак текстовите во нив, кои што допираат
до луѓето, а секако тоа е проследено со музиката. Исто така што сакав да спомнам, нели и овој пат Полифонија концертот ќе го изведе со голем оркестар, значи сите овие шлагери се оркестрирани од професионални аранжери кои што ќе ја доловат вистинската магија на шлагерот. Со оркестарот ќе диригира нашиот познат и ценет диригент Иван Еминовиќ. Што исто не значи многу, само сакав да кажам уште еден момент што во оркестрот ние вклучуваме секако професионални музичари, но музичари од повеќе генерации. Имаме доста млади музичари, имаме и музичари од по старата генерација кои што биле дел од формирање на некои од овие песни, например би го спомнал и го извел Дамер Мери, кој што е исто наш познат и композитор и аранжер, кој што ни е дел од оркестрот и посебно ни е драго што ги спојуваме не само генерациите преку песните, него ги спојуваме и музичарите и нормално во составот на оркестрот веќе ни е интернационален, веќе имаме музичари и од регионов, затоа што на некој начин на желбата за да се учествува во овој проект се зголемува кај сите, како кај изведувачите, како вокали, исто така и инструменталистите и навистина сите со голема желба возбудени се, значи буквално. Она што исто мене така ми е адекватен момент е тоа што ќе се одржи во рамките на Скопското културно лето. Затоа што некако во она што ми го чини Скопје, секако голем удел има и Скопското културно лето, сите овие генерациите пред нас, кога зборуваат за златните години на Скопје, тоа се тие години кога всушност настанале овие шлагери. Така што некако симбиоза совршено ми доаѓа се тоа. Токму така. Што значи не е случајно одбрана Скопското лето, токму таму да се Скопското лето според нас е брендот кој што го отсликува и Скопје и 45 години веќе обстојува, секоја лето организира едномесечно действува разнолични настани од сферата на културата, уметноста, изложби, театарски представи и концерти и на некој начин навистина треба да го цениме, да го вреднуваме и да го поддржуваме. Ние како Полифонија веќе 10 години навистина даваме голема поддршка на Скопското лето и сакаме Скопско лето како фестивал да продолжи исто како што кажавте, оние златни времиња кои што функционира и граѓаните на Скопје, скопјаните што се во овие жешки денови, туристите и оние случајни менувачи, оние што сакаат уметноста да имаат програма која што ги... И сега да им објасниме каде, кога треба да дојдат. Тоа ќе биде во недела, на 22 јуни, покрај Вардар, каде точно? Кај Македонскиот народен театар, тоа е на отворено. Да, ќе има специјално сработена сцена, амбиентот е навистина автентичен. Дрес-код некој потребен е? Културно, градски. Градски, да. Урбано. Кој ќе учествува? Дали да ги оддаваме сите работи или нешто да држиме во тајност? Па вака, јас би ги спомнал изведувачите. Изведувачите, значи во изведувачите ќе биде Андријана Јаневска, Александар Тарабунов, Ана Петановска, исто така еден уметник кој што е во моментот на популарно покажување на нашата сцена. Денис Димовски исто така одличен вокал кој што навистина блеснува во нашите простори. Маја Грозановска Панчева која што е исто уметник кој што нема да изедеме, ама Маја ќе пее од Оливер Мандич песна, толку не издавам повеќе. Добро. Васко Ама интересна спојка ми е тоа, навистина, да. И Теа Пејч, да. Песните се добро обмислени и тоа сакав да прашам. Од мноштво на шлагери што постојат, како ги одбравте? Затоа што сигурно има некој што... Тоа е многу тешка работа, да, и тоа всушност ни представуваше најголемиот проблем. Заедно со Спона имавме серија на состаноци, многу песни што ги сакавме отпадна овој пат ради временскиот
момент што не сме ограничени. И после третиот момент е која песна кому да му се додели? Дали тука имаше желби на изведувачите? Да, секако. Ево, јас можем од тој дел да кажем како спона ќе го донесем Оливер Него. Да. Со оглед на тоа дека јас зборував со него, со песми, он има разорен долг глас, претпоставам дека доста гледачи го знаат како специфичен и покрај тоа и харизматичен врло човек. Измеѓу ослог ме праша што Горана бараш тука од Београд и ја кажем па љубов и наеднаш почна љубов е само реч. Така да јас одма кажав човек нека ја пеете таа песма, ама то пак ќе се договорат, секако ќе биде тако и на некој љубавен дел и на некој што не враќа во детство. Одлично. Само би сакал да додам дека, нели, слободно. Како слуга на концертот ја ставивме песната Конекато 8 од Ѓорѓе Марјановиќ, нели, исто. Ама во 8:30 е. Па добро. Имаше во 8, направете тоа. Секогаш и во тие времења и сега се досниме. Да, инаку што исто битно да го спомнеме, водител на целиот настан ќе биде Вера Јанковиќ. Ама и пеач. Да, секако интерпретатор, али нормално Што ќе пее Вера, што ќе пее Вера? Еве, нема да не смеам толку добро. Значи на програмата, значи ќе имаме на песни, нели, од Џафер, Драган Мијалковски, Маја Оџаклиевска, Балашевиќ, секако, Здравко Чолич. Навистина ќе биде одличен настав. Верувам. И дека ќе се надевам дека ќе стане традиционален. Тоа е уште поважно. Така. Ви благодарам на двајцата што дојдовте. Уште еднаш, значи, да ја повториме поканата. 22 недела, 20 часот и 30 минути на платото пред МНТ. Точно? Точно. Ирина? Разбрав и јас. 20 часот и 30 минути. Само уште да прашам дали е влезот слободен или е со карти? Слободно. Значи може да се чип што ме на отворено. Може кој сака да присуствува, преубава програма. Ке дојдам. Искра, предпоставувам и ти. Да чекуваме. Ако си овде. Ако сум овде, да, затоа си молчам. Да. Добро. Инаку ќе бе во прв ред. Да. Благодарам многу за гостувањето.